Баш да им покажем моментално какво Ovo je изгледа. Giga Berlin, ovo je najmodерната фабрика што имате. И они од толку многу парчиња што требаше да ги швецуват сите, се сега преминати на штампање на цели парчиња, заден дел, цело парче преден дел. Батеријата исто сега е структурен дел од целата работа. Сега тука се гледа како иде алуминско парче, па иде во се вика гигапрес. Овај гигапрес има притисок од 6000 тона. Ама не, ово уште мислам дека не е гига. Не е задниот дел, ама вака и задниот дел го штампат. Да. Само не знам дали го има на во видео. Али у глобала во е сите делови вака цело да ги штампат. Буквално како Да, целиот процес е доста автоматизиран и во е фабриката у Берлин што отвори оваа година. Има баш проблеми со environmentalists и такви, змиите да не ги... Те ово мислам дека е гигапрес. Те како изгледат целиот... Ете го дело. Заден дел, во порано е било и другите мислам производители што прават за целиот заден дел да го имат. Ете ако целото. 200 прачиња треба да ишвецуват роботи. А сега го штампа со не знам 6000 тона тежина згоре и продолжува си со ден како ништото не е било. Знам, Херберт Дис или како се викаше на Volkswagen директорот, дека кажуваше на неговите вработени дека моментално на нив им треба како за целиот процес, нели, да се помине колку време им треба за едно возило, а додека Тесла моментално со Model Y 4 пати помалце време им треба за да произведат едно возило автоматски со тоа и самата цена ќе им биде многу компетитивна. И Илон самиот си вика дека евентуално сите коли ќе бидат паметни. И по тоа што они ќе се разликуваат е начинот на производство. Со тоа колку брзо ги прават колите, колку cost effective им е целиот процес. И тука ќе се види кој целата доминација уствари нивна е у различниот пристап. Да кажам на целата работа. И на тие што им е интересно на каза Тесла, може да го следат Monroe Associate канало, он ги разглобува сите коли и дава коментари за се, така да ја пример некош пред легнување седам и си гледам како разглобува коли и објаснува кој на каков принцип работе од производителите, каков тип нели на батерии користат, каков начин на производство и слично. Ама кај Тесла можеме нели да сложиме дека они се работат моментално како стартап компанија, Значи не се чека за нов модел да извадат многу време, прават ги работите пребрзо, прават се грешки, значи ја можам да кажам на мојата кола нели panel gaps имам проблем со квалитето на бојата на одредени места, ама работите ги прават они толку брзо итерират со нови модели, што нормално е секој што е у тај стартап свет. Ти пред мене ја имаш 6 месеци такво, кај тебе има некој panel gaps или проблеми со бојата, кај мене ништо од тоа немаш. Кај тебе го нема уопште, а 6 месеци. А 6 месеца разлика, имавме и доста други работи. Кај тебе има пример тај звучинко напред што е кај мен го нема, кај мен има лумбарно прилагодување, кај тебе го нема и тоа мислам е чудно како нели за толку краток период они вадат толку итерации. Не, Тесла нема опции да селектираш заради тоа што они сакат да го поедностават целиот
процес. И они, уствари, кога идеш на веб страната да купуваш, они ти дават само 3 работи да селектираш. Дават ти стандарт рейндж, лонг рейндж или перформанс. Со секој од тие си идат работи, ама у суштина колата е сосем иста. Дали ќе улегнеш ти у стандарт рейндж или у перформанс, имаш ги истите работи. Тоа е се направено за да имат поедноставување у фабриката на процесот. На нив не им е битно да ти направат апсел на работите, да ти продадат некој додаток, повеќе опрема, туку сакат да се концентрират колку може по-cost effective да бидат работите, таа кола за производство да биде по-ефтина и утре они да прават профит од софтверот што ќе ти го продават. Принципо на Apple ко почна 2008 со iPhone. Значи они стартуваа со еден уред, додека јасно ни беше Nokia, Ericsson и сите имаа по 20 паралелни уреди од Nokia 3310, 52, 10, 82, 10, па оваков, па со ваков додаток со онаков. Значи они одат сега моментално целиот фокус го имат на Model Y и планират дека веќе од наредната година тоа ќе биде најпродаваното возило у светот. Значи, нивниот гол е тај уствари, да го заземат примато на Toyota Corolla или Toyota Camry, која е моментално најпродавано возило. Наредна